Здраво, драги другарчи! Јас сум воспитувач Александра Балшикевска. Вработена сум во замена, а се надевам и за многу други деца, најубавата градинка. А тоа е 13 ноември, објектот Јасмин, во општина Центар, во главниот град Скопје. Денеска сакам да ви раскажам еден расказ кој се вика Чадорче за цел свет. Но, претходно малку да поразговараме. Како што веќе сите знаат, сега е годишното време пролет. А во пролет што се случуваше? Се буди целата природа. Се будат и животните. Сонцето силно ги пушта своите зраци, го затоплува времето, ја затоплува и земјата. Од неа никнува прекрасна зелена трева, заедно со разнобојни пролетни цветови. Една ваква убава слика, пролетна слика, не би била комплетна доколку ги нема оние мали и ситни бубачки, инсектите. Сега, деца, ќе ве запознам со дел од нив, а потоа ќе ви го раскажам расказот. Првите инсекти ни се пеперутките. Пеперутката настанала од гасеница и има два пара крилја, предни и задни. Тие најчесто се со светли бои, разнобојни шарени и летаат само преку ден, додека пак навечер и тие како нас сакаат да одмораат. По пеперутката ќе ви кажам нешто за пчелката. Пчелката е многу важен инсект за нас, бидејќи таа произведува мед. А сите ние знаеме колку медот е здрав и колку ние редовно треба да го конзумираме за да можеме да пораснеме здрави и среќни. Пчелата се храни со цветен нектар и полет. Живее во улиште или рој и има една главна пчела која се вика матица. По пчелката ќе ви кажам нешто за бубамарата. За бубамарите се верува дека носат среќа. Нив ги има во повеќе бои, но за нас најпознати се црвените со црни точки. Тие при крај на летото се собираат во рој и бараат место каде да презимат. Односно, и тие како мечките ги преспиваат зимските месеци, за напролет да можат да излезат повторно на ливадата. По бубамарите е скакулецот. Скакулците, како што и самиот зборник кажува, повеќе скокаат отколку што летаат, иако имаат крилја. Задните нозе им се здебелени и издолжени, приспособени токму за скокање. Сега ќе ви кажам, деца, уште за штурецот. Штурците се тие инсекти кои ја развеселуваат ливадата со нивното свирење и имаат два пара прозирни зеленкасти крилја, низ кои им се гледа телото. Откако се запознавме со природата во пролет и со дел од инсектите, сега ќе ви го раскажам расказот Чадорче за цел свет. На ливадата зелена, полна со шарени пролетни цвеќиња, летаат пролетните бубачки од цвет на цвет, кои ги мами мирисот на цветовите и шарените бои. Пролетта, како што претходно кажавме, е прекрасна, цветна, миризлива, топла. Затоа сите излегуваат на топлото сонце да се прошетаат, да поиграат, на чист воздух да се развеселат. Пеперутките со своите нежни крилја во сите бои летаат, слетуваат на некој цвет, ја разобавуваат ливадата во пролет низ целиот свет. Зелен па како лист, штурчомел во тревата се скрил, ја засвирил својата пролетна песна, убава и лесна. Бубамарата со својата облека, црвена со црни точки извезена, не може многу да лета. На големиот зелен лист е излезена. Се шета таа по листот боса и ја пие утринската роса. Скок, скок, скок! И скакулчо од радост скока. И тоа живее на ливадата заедно со своите сестри бубачки. И тоа ја разубавува природата. Тетка пчелка пак се лета од цвет на цвет и собира вкусен мед. И наеднаш сонцето го покрило облачето и почна да паѓа ситен пролетен дождец. Нежните крилца од бубачките, ако се натопат, не ќе може да летаат. Погледнале лево, десно, каде да се скријат. Дојдете тука, извикал Штурчо. Се завртеле сите кон гласот на Штурчо и погледнале. На ливадата израснала прекрасна голема печурка со главче како чадорче.
од сето тоа од пролетниот дождец. Може ли јас да дојдам тука, да се засолнам? Рекла пеперутката. Може, доаѓај бргу, да не ти се натопат крилјата. И јас, извикала бубамарата из какулецот. Дојдете сите да се засолниме од овој пролетен дождец. Ова е чадорче за цел свет. Кога ќе престане дождот и сончко пак ќе изгрее, ќе го продолжиме на цветната ливада нашиот звонлив лет. Деца, тоа беше приказната. Се надевам ви се допадна. А во неа, покрај за инсектите, научивме дека и на растенијата, како и на животните, им се потребни сонцето, водата и воздухот, за да можат и тие да живеат, да раснат и да живеат. Тоа го приметивме со печурката. Кога почна да паѓа дождецот, таа порасна голема и се направи чадорче, за да можат инсектите да се засолнат во неа. Сега ќе ви предложам неколку игровни активности кои вие дома заедно со своите родители ќе можете да ги реализирате. Првата е монотипија или пресликување. За тоа ви се потребни еден лист од блок и темперни бојици во повеќе бои. Листот ќе го превиткате на половина. На едната половина ќе ставите помалку од неколку бои и ќе го затворите. Со помош на вашите прстиња и дланки ќе притискате и ќе развлекувате по хартијата да се разнесе бојата. Откако ќе го отворите листот, ќе видите дека вие сте направиле прекрасна шарена пеперутка. Втората активност е цепи лепи. За тоа ви се потребни лист од блок на кој вашите родители ќе ви нацртаат еден инсект, а вие потоа со помош на самолеплив колаж ќе одлепувате малечки парчиња и ќе ги лепите врз инсектот, со што ќе направите прекрасна слика мозаик. А сега, драги деца, откако научивме нешто повеќе за инсектите и за природата, останете ми во добро здравје. Слушајте ги и гушкајте своите блиски и шетајте во природа на чист воздух. И не заборавајте да се грижите за својата околина. Поздрав, се гледаме.